Кај земјоделците се уште не може да се подигне идејата дека треба да се прилагодат на климатските промени, зашто за секоја штета од временските непогоди некој им ги плаќа загубите. Науката нема финансии ниту податоци врз основа на кои би вршела истражувања, а и адаптивните капацитети на земјава поради малите приноси се многу ниски, велат експертите. Како што оценија на денешната 6-та сесија на работната група 1 за земјоделство и рурален развој, нешто сме направиле, но чекорите се мали. Мали си ефектите, иако многу мерки се субвенционираат и дале резултат. На научната фела не е ставено на располагање податоците со кои што располагаат институциите во системот. И заради тоа многу работи не знаеме. Кога ќе ме прашате што е на удар, јас ќе зборам само за земјоделство, нема да зборам за некои други. На удар пред се како земјоделство кое што е лимитирано од факторот вода, се сите оние култури кои што ги одгледуваме на отворено, без разлика дали ги наводнуваме или не. Министерот за земјоделство Трајан Димковски информира дека од 2015 година до сега штетите од временските непогоди достигнале 100 милиони евра. Од нив на земјоделците им се исплатени 15 милиони. Се делува и превентивно, додаде Димковски. Според него во тек е реализација на 80 милиони евра инвестиција во 4 системи за наводнување со кои ќе бидат покриени 30.000 хектари, а наскоро според него ќе биде отворен и тендерот за авионско засејување. Најголем, односно прв на удар е токму земјоделството кое нас и како не засега, а сето тоа е со рефлексија на производството, се рефлектира на кај самите земјоделци, но секако и бизнис секторот, а и севкупното производство на отворено, каде што најмногу се изложени токму овоштарските, градинарските и лозарските култури, каде што ние од нашата држава се иезни од извозно ориентираните. Така да она би напоменал дека Министерството не седи, туку влегува во овој предизвик. Според експертот од Словачка и директор на секторот за земјоделство и услуги при Словачката комора за земјоделство и храна Јан Баршвари, климатските промени се една од најактуелните теми во Европската унија. Лицата што се занимаваат со земјоделство имаат проблеми, се соочуваат со проблеми. Слична е ситуацијата и во Словачка, од каде што јас доаѓам, кај нас постојано се случуваат пролетни мразеви, имаме град, имаме суши и така натаму, така да страдаат фармерите и од тој аспект ние се трудиме да им помогнеме како систем, како држава, да ги заштитиме од таквите појави. На две нивоа тоа се работи, самите фармери се пред се во ситуацијата да си помогнат себе си да ги подобрат состојбето, но и државата преку исплата на компензации за нивните штети. Сесиите на работната група 1 на Националната конвенција за Европска унија во земјава почнаа од март минатата година. Тема на првата сесија беше како да се подобри искористеноста на ИПАР-2 програмата. Втората сесија беше за кредитирање на земјоделството и агробизнесот. Третата ги опфати земјоделските задруги. Четвртата се однесуваше на семејното земјоделство како модел за одржлив рурален развој. Додека во фокусот на петтата сесија беа локалните чинители во функција на развој на руралните средини.